Вонредна програма на Сител по трагедијата која се случи рано изутринава во ноќен клуб во Кочани. Најмалку 50 лица, според последните информации 53 од гостите во ноќниот клуб Пулс се загинати по избувнувањето на пожар во ноќниот клуб во кој се одржувал музички настан, концерт со повеќе од 1500 гости. Да, голем број на повредени има во пожарот кој што ја зафатил дискотеката Пулс во Кочани. Според последните информации, повеќе од 100 пациенти се во моментов хоспитализирани во различни болници. Во моментов најголем број на повредени има во Штипската клиничка болница, меѓутоа голем број на повредени се пренесени на Скопските клиники, во Хируршката болница во Скопје, како и во Градската општа болница во Скопје. Помеѓу нив има голем број на малолетни лица и лица кои што се во критична и животозагрозувачка состојба. Во пренесување на повредените се вклучени и припадници на хеликоптерската единица на Министерството за внатрешни работи. Малку се знае официјално во моментов, но сите истражни органи се на терен. Лицата поврзани со организацијата на самиот настан се веќе приведени во полиција. Полицијата е на терен, истражните органи исто така. Она што засега се знае дека пожарот избувнал околу 3 часот и 30 минути изутринава за време на концертот на музичката група ДНК. Можеме да погледнеме дел од снимките од самиот момент на избувнување на оваа несреќа. Ги гледаме снимките од Кочани. Идете надвор, ке се вратим. Ова беа моментите кога всушност избувнал пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Официјална информација за сега испрати само јавното обвинителство на Република Македонија. Во официјалната информација се вели сите надлежни служби, вклучително и јавен обвинител од основното јавно обвинителство Кочани се на терен. Бројот на жртви и повредени се утврдува, се уште се преземаат действија и се врши увид. Јавниот обвинител на Република Македонија, како и основните јавни обвинители на основното јавно обвинителство Скопје и на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се на пат кон Кочани. На Кочанското обвинителство ќе му бидат ставени на располагање сите капацитети на обвинителствата за итно постапување, се вели во официјалната информација од јавното обвинителство на Република Македонија. Како што веќе спомена колешката Славица, Министерството за внатрешни работи информираше дека се работи на приведување на сите лица кои што биле вклучени во организацијата на концертот во дискотеката во Кочани. Неофицијална информација која туку што ја добиваме е дека неверојатно причина за избувнувањето на пожарот, а тоа може да се види од самите снимки, е несоодветна употреба на пиротехничките средства за време на овој настан. Од информациите кои ги имаме, ова не е нов ноќен клуб, работи од поодамна, но во вчерашниот настан, синокишниот настан имало несоодветна употреба на пиротехника. Секако очекуваме официјално и многу повеќе во врска со причините и целиот случај. Во моментов ќе ги побараме нашите репортери од терен кои се веќе пред здравствените установи каде се хоспитализираат повредените од несреќата во Кочани. Александар Динев е во клиничкиот центар Мајка Тереза. Александар, кои се твоите информации, колку лица повредени се веќе транспортирани на клиниките во Скопје? Славица, од час во час се зголемува бројката на повредени кои се носат овде на скопските клиники од големата трагедија која ноќеска се случи во дискотеката во Кочани. Според оние мои првични информации од овде, од ургентниот центар, до овој момент на клинички се примени 34 повредени, најголем дел од нив имале изгореници, речиси 90% од повредените се здобиле со изгореници во големиот пожар, меѓутоа имало и повредени кои се здобиле со набиеници, односно скршеници
при обид да излезат од дискотеката, но дел од нив се здобиле и со гушење, односно гасови, вдишале гасови од пиротехниката која била користена во дискотеката. Според оние мои првични информации одовде од Тоарилуц, меѓу повредените има и малолетни лица, деца на 16 години. Навистина, уште од ноќеска траорна е атмосферата овде пред ургентниот центар. Роднини, блиски на повредените, дел од нив и во неизвестност дали нивните се донесени токму овде во ургентниот центар, се во исчекување на првична информација од лекарите или некој од здравствените работници. Она што пред малку го дознав е дека здравствените власти, односно службите овде на клинички, со цел да им обезбедат првична информација на сите кои се во исчекување за здравствената состојба на нивните кои биле во дискотеката во Кочани, истакнале список на повредени кои се хоспитализирани овде на клиничкиот центар. Според моите информации кои успеав да ги обезбедам до овој момент, значи преполни се со хоспитализирани пациенти клиниката за пластична и реконструктивна хирургија, бидејќи напоменав дека токму најголем дел од повредените во големата трагедија се здобиле со изгореници. Хоспитализирано има и на оделот за кариол, односно единицата за интензивно лекување, како и хоспитализирано пациенти на клиниката за неврохирургија. Секако, според оние првични неофицијални информации, ќе се зголемува бројот на повредени со тешки сериозни повреди, а дел од нив и во животозагрозувачка состојба, бидејќи се очекува и овде на клинички да бидат транспортирани тешко повредени пациенти пред се од Штипската и Кочанската болница, која ноќеска беа први на удар, први ги збринеа и ги згрижеа и му кажаа помош на најголемиот дел од тешко повредените во дискотеката во Кочани. Инаку, ова се засега првичните информации одовде од клинички. До овој момент, како што кажав, 34 повредени се донесени овде во комплексот Мајка Тереза. Успеав да стапам во контакт и со надлежните од Старата градска болница, односно клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. Таму веднаш по трагедијата првите пациенти пред 4 часот утринава биле донесени, дел од нив, како што споменав, во тешка, критична и животозагрозувачка состојба. До овој момент во Старата градска болница има хоспитализирано 23 пациенти. Нивната возраст е од 16 до 46 години. И оттаму добив информација дека најголем дел од повредените се здобиле со изгореници, но и контузии, односно набиеници по целото тело. Во Градската општа болница 8 септември до овој момент има хоспитализирано 13 пациенти. Двајца од нив се интубирани и се наоѓаат во критична состојба. 5 од овие 13 се наоѓаат на оделот за интензивно лекување поради сериозноста на повредите. Но пред самото линковско вклучување можевме да го забележиме и хеликоптерот од хеликоптерската единица при МВР, и според оние информации кои за кратко време успеав да ги обезбедам, со хеликоптер пред 15 на минути биле транспортирани тројца пациенти од Штипската клиничка болница и се хоспитализирани во овој момент во Градската општа болница 8 септември. И таму повредените, најголем дел од нив се со изгореници, речиси, по целото тело. Од ноќеска веднаш по трагедијата и правичните информации мобилизиран е целиот здравствен систем. Сите клиники вработени специјалисти, но и останат здравствени медицински персонал се мобилизирани пред се овде на клиниката, на клиничкиот центар Мајка Тереза. Добив информации од Скопската брза помош. Нивни 5 екипи уште од веднаш по трагедијата тргнале за Кочани со 5 возила, дури
дури некои се враќале и по 2 пати за да ги транспортираат тешко повредените. Според оние првични информации од Скопската брза помош, десетина пациенти со нивните возила биле донесени овде на скопските клиники. Како што кажав, навистина траорна е атмосферата овде пред ургентниот центар. Може да се забележат и екипи на Скопскиот Црвен крст, односно екипи на Црвениот крст на град Скопје со пакети вода за да им излезат во пресрет и на некој начин да им помогнат на сите овие блиски, роднини, пријатели, но и другари кои чекаат информација дали нивните блиски кои биле во дискотеката синоќа во Кочани се меѓу повредените овде на клинички, а пред се дали се живи и здрави и каква е нивната состојба. Според она што досега до овој момент успеав да го дознам, дека сите што се донесени овде на клинички се живи, нема починато, односно нема констатирано смрт кај ниту еден од овие засега 34 повредени. Да, остануваме овде да ја следиме состојбата и секако подетални информации од лекарите за состојбата на сите оние кои се хоспитализирани во некое наредно издание на вестите, на вонредните изданија на вестите на Сител. Да, Александар, ти благодарам за овие информации. Остануваме на терен, ќе следиме состојбата, ќе се вратиме повторно во живо од клиничкиот центар. Во овој момент одиме во болницата за хируршки болести. Таму е колешката Сања Димитровска. Сања, кои се информациите од оваа болница? Токму така се наоѓаме пред клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, каде уште во раните утренски часови се примени 27 лица повредени во големата трагедија во Кочани. Овде пред самата клиника има голема гужва од роднини, од семејства на повредените кои што чекаат било какви информации во каква состојба се нивните блиски. Со нас и директорот на хируршката клиника доктор Небојша Настов. Доктор Настов, колку пациенти имате хоспитализирани, во каква состојба се? Како што кажавте, уште рано од утренските часови почна да пристигнуваат повредените од Кочани. Значи, вкупно се примени, односно хоспитализирани 27 пациенти, кои што во текот на како виде се приема, значи така се триажирани, обработувани. Во моментот се прават хируршки обработки на последните пациенти кои што се примени. Сега за сега пациентите се во стабилна состојба, но колку се сериозни повредите изгорениците, нели? Како ги вие градирате втор, трет степен? Изгорениците се сериозни во однос пред се на длабочината, тоа се тие степени кои што ги споменавте, но и во однос на процентот кој што зафаќаат од телото. Значи имаме пациенти кои што имаат изгореници со помали проценти, сега нема да кажувам никакви бројки, и со поголем процент, но битна е локацијата, кај најголема дел од пациентите изгорениците се во предел на лицето, вратот и горните екстремитети, што подразбира дека се очекуваат понатамошни компликации во текот на следните денови. Успеавте ли веќе да видите возраста каква е на пациентите кои се? Претежно се работи за млади пациенти, значи правиме морат од 20 на години до 40 години. Како успевате да им дадете и одговор на семејството? Видете, први чекавме да завршиме со примарната обработка на сите пациенти и постепено ќе ги викаме сите семејства фактички според имињата на самите пациенти, за да може со секого лично да се поразговара и да им се каже состојбата и очекувањето понатаму. И јас ви благодарам за овие информации во вклучување во текот на денот, секако ќе чекаме да ни дадете и подетални информации. Значи, ова се информациите кои што засега ги имаме од клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, како што веќе споменав, а и како што може да забележите, пред самата клиника има голем број на семејства, на роднини кои што од докторите чекаат да добијат било какви информации во каква состојба се нивните повредени. Меѓутоа, во следното вклучување во редната програма на Сител телевизија ќе имаме повеќе информации каква е состојбата на повредените кои што се во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. Да, Сања Димитровска, според последните информации, 23 пациенти во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. Слушнавме од колегата Александар Динев дека во клиничкиот центар во Скопје се хоспитализирани 28 пациенти од пожарот во Кочани, дел од нив се во живото загрозувачка состојба. Според последните информации од градската општа болница 8 септември во Скопје, кај нив се примени досега 13 повредени, 20 се во критична состојба. Загрижувачки се информациите дека помеѓу повредените има и голем број на малолетници.
Можеме во продолжение да видиме дел од снимките кои ги направија граѓани по избувнувањето на пожарот и пред самиот објект на дискотеката Пулс, но и од подалеку онаму каде што се забележува на самиот влез на градот практично како гори овој објект. Стравични се снимките. Во текот на целиот ден ќе предупредуваме во однос на тоа дали малолетни лица следат програмата. Се надевам дека овие вознемирувачки снимки нема да предизвикаат паника кај публиката. Снимките се навистина страшни. Од информациите кои досега се познати, 53 лица го загубиле животот во оваа трагедија. Десетици се пренесени во здравствените центри низ државата, дел од нив во Кочанската болница, дел во Штип и на скопските клиники. Хеликоптерските екипи на полицијата, на Центарот за управување со кризи движат во повеќе правци и ги пренесуваат повредените. Дел од нив се повредени од самото избувнување на пожарот, но голем дел повредени се од стампедото на гостите на овој концерт кои панично го напуштале објектот по избувнувањето на огнот. На дел од снимките може да се слушне и предупредувањето од самите изведувачи, музичките изведувачи на концертот кои бараат од публиката итно да го напушти објектот. Според информациите кои ги имаме досега, сите лица поврзани со организацијата на концертот се веќе приведени во полициска станица, а сомневањата, првичните наоди се дека токму од ова што го гледаме на снимките, од употребата на пиротехничките средства, настанала избувнал пожарот и настанала оваа трагедија. Јасно е дека ќе има многу работа за истражните органи, како што веќе официјално потврди јавното обвинителство. На Кочанското обвинителство ќе му бидат ставени на располагање сите капацитети на обвинителството за да може итно да се постапува. Екипи од основното јавно обвинителство Скопје и од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција веќе се на пат во Кочани, потврдија од државното јавно обвинителство. Ќе треба да се истражат многу работи поврзани со целиот овој настан, голема трагедија во Кочани во која што има повеќе од 50 загинати според неофицијалните информации од Министерството за внатрешни работи. Досега има потврдено 53 загинати во големиот пожар. Покрај тоа, кој бил изведувачот на кој ги поставил пиротехничките средства во затворен објект, дали имало лиценци за такво нешто, ќе мора да се одговори како голем број на малолетници се нашле во овој објект по полнок, затоа што според информациите кои што ги добивме од истражните органи, пожарот се случил околу 3 часот и 30 минути по полнок, што секако не е време во кое што малолетни лица треба да бидат во угостителски објект. Според последните информации, секако кои што ги добивме од терен, голем број на повредени има и во Штипската клиничка болница. Наша екипа во моментов е на терен, очекуваме вклучување во живо и од Штипската клиничка болница, но и од местото на трагедијата, од пред дискотеката Пулс во Кочани. Ќе се вклучиме веднаш што ја воспоставиме врската. Мислам дека може повторно со тон да го слушнеме моментот кога се случил самиот пожар во дискотеката Пулс и апелот од изведувачите до присутните во дискотеката да го напуштат објектот. Идете надвор, ќе се вратим. Идете надвор, ќе се вратим. Да, тоа е моментот практично кога настанал пожарот во дискотеката Пулс и апелот од изведувачите до присутните во објектот да го напуштат. Ние повторно се враќаме во живо пред ургентниот центар во Скопскиот клинички центар. Колегата Александар Динев е таму. Александар спомена пред малку дека е мобилизиран целиот здравствен систем, меѓутоа имаш ли информации, има ли доволно капацитети за да се одговори на оваа голема трагедија? Слушаме последните неофицијални информации, повеќе од 50
33 загинати, но многу поголем е бројот на повредени лица во оваа голема трагедија. Имаше информации дека се реновираат интензивните оделенија на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување. Со какви информации располагаш во овој момент? Може ли да се одговори на овие потреби? Да, на ова прашање, Иван, добив одговор дека сите пациенти кои се транспортирани овде на Скопскиот клинички центар се згрижени, значи дел од нив, иако се реновира, карил се на просториите на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување, се хоспитализирани. Меѓутоа, ваков одел за интензивно лекување има и на клиниката за неврохирургија. Поголем дел од повредените, како што напоменав и при претходното вклучување, се хоспитализирани на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија, бидејќи најголем дел, речиси 90% од овие 34 пациенти кои до овој момент се донесени на клиничкиот центар Мајка Тереза се здобиле со изгореници, речиси по целото тело. Да, и според оние првични информации кои успеав да ги добиам од здравствените власти од ноќеска, веднаш по информацијата за големата трагедија во дискотеката во Кочани, целиот здравствен систем и сите оние лекари кои работат на скопските клиники се повикани од дома, речиси комплетиране, дури сите специјалисти по анестезија и реанимација се ставени да им излезат во пресред и се повикани од дома да дојдат вонредно на работа за да им укажат помош и едноставно, бидејќи станува збор за живото загрозувачки пациенти, бидејќи според оние информации кои ги добив од лекарите од пластична хирургија, станувало збор за изгореници од доста висок степен, кај оние кои се хоспитализирани, говорам овде на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија, а според она што успеа накратко да ми го кажат дека секоја изгореница е критична. Можам да забележам присуство и на припадниците на Министерството за внатрешни работи кои го обезбедуваат целиот овој простор. Има и полициски службеници во цивил. За сега немам информација дали е почната истрагата и дали стапиле во контакт за оние првични информации кои се во интерес на истрагата од оние кои преживеале или се во стабилна состојба. Меѓутоа, како што добив информации и од градската општа болница, бидејќи веќе слушнавме од директорот на клиниката за хируршки болести Светлина Омохридски, кај нив има 23 хоспитализирани. За жал, помеѓу хоспитализираните и тешко повредените има и малолетни лица на 16 години, но она што сакав да го споменаме е според оние информации од градската општа болница 8 септември, кај нив допрва се очекува напливот на пациенти, односно тешко повредени од дискотеката во Кочани. Како што напоменав, пред околу 20 минути првиот хеликоптер на хеликоптерската единица со тројца повредени од Штипската клиничка болница слета на хелиодромот во градската општа болница 8 септември. Ќе повторам уште еднаш, таму до овој момент има 13 хоспитализирано пациенти, 20 од нив се во критична, односно живото загрозувачка состојба, 5 мина се на оделот за интензивна нега и терапија. Меѓутоа, според оние неофицијални информации, за жал допрва ќе се зголемува бројот на повредени кои ќе се пренесуваат од предсе од Штипската клиничка болница, но и болницата во Кочани, кои од околу 4 часот, 3:30, веднаш по избувнување на пожарот и големата трагедија, беа преполнети и општата болница во Кочани, но и Штипската клиничка болница. За сега остануваме овде пред ургентниот центар, односно на комплексот клиники Мајка Тереза, и уште еднаш можете и сами да забележите дека навистина е траурна сликата. Ќе повторам уште еднаш, роднини, пријатели
пријатели, но и другари на тешко повредените во трагедијата која се случи ноќеска, односно рано изутрина во дискотеката во Кочани, се во исчекување на било каква информација за состојбата на нивните блиски кои биле на концертот ноќеска во дискотеката во Кочани. Она што неофицијално успеав да го дознаме дека и еден од изведувачите на музичката група кои одржувале концерт бил пренесен овде на клиниките во комплексот Мајка Тереза, меѓутоа за сега нема информација каква е неговата состојба. Да, студио остануваме овде, да, и со слика, но подоцна и со тон, и за некое наредно вклучување ќе се потрудиме да обезбедиме и официјална изјава од директорите на некои од клиниките каде има најмногу хоспитализирани во големата трагедија. Благодарам за овие информации кои ги имаш досега. Дали може би имаш информација за тоа колку од повредените лица кои се пренесени на клиничкиот центар се малолетни? Славица, за сега прецизна информација нема колку од повредените се малолетни. Она што го кажуваат како информација е возраста од која се движат повредените. И овде има малолетни лица на клинички, како и во градската општа болница 8 септември, а и во старата градска болница, односно клиниката за хируршки болести Светинал Мохридски. Значи, според оние првични и неофицијални информации, меѓу повредените има деца и на 15-тина, односно 16 години. Да, навистина жално и трагична е сликата овде пред ургентниот центар. Да, можам да забележам дека и сите клиники дури функционираат, отворена е вратата и на Универзитетскиот институт за радиологија, која е институт кој е неопходен за диагностика и првични анализи за состојбата и што понатаму како да се третираат повредените пациенти. Како што напоменав, здравствените власти, односно предпоставените овде на ургентен и останатите клиники, според оние информации кои ги добиле од повредените, бидејќи кај дел од нив успеале да најдат и лични документи, истакнале и список на сите оние повредени кои се хоспитализирани овде на клинички со цел првична информација за нивните блиски дека се тука и сите се во очекување на било каква информација за здравствената состојба. Според досега што успеав да го дознам дека сите најголем дел од повредените се во тешка состојба, што се примени овде. Сите се засега живи, меѓутоа голем дел од нив се борат едноставно за живот и лекарите прават напори за да ги спасат. Александар, ти благодарам за овие информации кои ги имаш досега. Ќе те очекуваме повторно во текот на оваа вонредна програма со последни сознанија кои ќе ги имаш. Според информациите кои пристигнуваат до нас, откажани се сите настани практично во државата, и настаните на владата, и настаните на Фудбалската федерација, политичките партии, буквално се замира поради оваа трагедија која што се случи во Кочани. На терен се и министерот за внатрешни работи и премиерот и сите надлежни институции. Премиерот го откажал патувањето за Подгорица, каде во следните денови требаше да учествува и на самитот на Европската народна партија, но и на ИПП. Ќе се баре и одлагање на самитот за Западен Балкан поради состојбата кај нас. Во исчекување сме на повеќе информации од МВР. Пресконференцијата на министерот за внатрешни работи пред полициската станица во Кочани е закажана за околу 20 на минути во 9 часот. Веќе имаме таму нашата колешка Мирјана Давидовска во Кочани во живо. Мирјана, што се случува на терен? Саси во моментов буквално се е затворено, секое паче кое што води до дискотеката во која што избувна овој катастрофален пожар во кој што има огромен број на жртви. Овде е полицијата, овде е војската, овде се и обвините екипи, обвинителството. Ние не можеме да пристапиме до самата дискотека која се наоѓа на неколку стотина метри од тука. Доколку можете да забележите, се уште има возила на
пожарникарите, огромно присуство на полицијата, многу малку се гледа од објектот. Ќе го замолам мојот колега Јован да се придвижи кон мене за да ви покажеме барем од еден агол каде што се наоѓа дискотеката. Не може да се пристапи до таму. Од она што официјално го добивме како потврда цаци веќе од институциите, односно од МВР, е дека за жал има 51 жртва, 51 млада личност кои што биле на овој концерт кој што се случувал во текот на ноќта кога избувнал пожарот. Според неофицијалните информации, веројатно пожарот избил поради користење на пиротехнички средства. Видовме дел од видео снимки кои што биле објавувани од самиот концерт кој што се случувал на групата ДНК во дискотеката Пулс овде во Кочани, каде што се гледа и од самите видеа дека се користи пиротехника и на самата сцена и кога одеднаш избувнува пожарот во делот од покривот на самата дискотека. Голем број на повредени има кои што се веќе пренесени и во Кочанската болница, но и во Штипската болница. Преку 20 лица се пренесени во Кочанската болница, преку 30 во Штипската. Нешто повеќе од 50 се веќе во скопските клиники, во градската болница. Попатно утрово можевме да забележиме и како прелетува постојано хеликоптер на МВР кој што пренесува повредени лица и голем број на возила на идната медицинска помош. Навистина е неблагодарно да се оди со сите овие бројки, но како што спомена веќе официјално добивме потврда дека имаме 51 жртва, како што спомена ти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој што од ноќ од рано утрово се овде заедно со сите други надлежни институции најави веќе пресконференција која треба да се одржи за кратко од сега во 9 часот пред полициската станица во Кочани, од кога што треба да слушнеме многу повеќе информации, но она што последно го дознаваме од таму е дека веќе се прави распит, се преведени повеќе лица кои што биле вклучени во самата организација на концертот кој што се случувал овде во дискотеката Пулс во Кочани. Се разговара со сите инволвирани лица и сите надлежни институции се буквално на терен, како што споменати и премиерот и сите надлежни министри. Од сите овие информации кои што ги добиваме, можам да кажам нека најтрогателни се оние кои што се од најблиските, веројатно кои што знаат дека нивните најблиски биле на овој концерт овде во дискотеката Пулс, па буквално преку сите социјални мрежи и насекаде се бараат информации повеќе за тоа каде се наоѓаат сите овие лица. Постојано се објавуваат фотографии на сите оние млади, можам да кажам и многу малолетни лица кои што биле на самиот концерт, за да се добие информација повеќе дали се живи, дали се повредени, во која болница се наоѓаат. Ова е за сега се она што можам првично да го пренесам од овде од местото во непосредна близина на дискотеката Пулсаци и ќе побарам веднаш вклучување што започне пресконференцијата на министерот Тошковски, од кога треба да слушнеме многу повеќе детални информации, доколку имаш прашање повеќе. Да, Мирјана, ги очекуваме официјалните информации од пресконференцијата на министерот Панче Тошковски закажана за во 9 часот од пред Кочанската полиција. Се враќаме повторно на скопските клиники. Колегата Александар Динев има нови информации. Александар, повели. Да, Иван, ќе поразговараме со роднина на еден од повредените во големата трагедија ноќеска во дискотеката во Кочани. Добар ден, имате некој близок кој е повреден, знаете информации каква е неговата состојба и што всушност се случило според она што досега сте дознале? Вака, мојата сестра е повредена синоќа во пожарот кој што се има случајно во дискотеката во Кочани. Веднаш од пожарот е хоспитализирана во болницата во Кочани. Јас бев на лице место во болницата. Она што го беше нешто страшно. Значи, мртви тела лежа по холот во болницата. Гледка која што никогаш мислам дека нема да заборавам. До крајот на животот да мора да прескокнуваш мртви тела за да влезеш да видиш како е сестра ти. Ја видовме на кратко. Од таму веднаш не известија дека заради опекотини изгореници
ги префрлуваат во Штип и во Скопје заради повредите за лекување. Така да тука сме дојдени негде од 5 часот за трината. Лошо е што немаме никаква информација. Од службите тука од ургентен центар кажуваат дека не можат да не дадат информација и се уште немаме информација за тоа каква е состојбата не само на неа и на другите повредени. Има доста луѓе тука со кои што се знаеме и разговараме цело време. Имате ли информација како настанал пожарот, што се случило стампедо, голем пожар, споменавте траурни информации од она што сте го виделе во Кочанската болница? Па веројатно некој пожар како што видов на слики, на видеа имаше дека и од некои прскалки кои што имаат испрскано таму настана. Тоа е големо стампедо. Јас сум бил лично во дискотеката, тоа е некоја мала врата, мал пролаз, а огромна маса луѓе внатре, не знам. Сигурно сите не можеле да излезат. Среќа сестра ми била меѓу првите кои што биле евакуирани и на кои што имаат помогнато за да излезе од дискотеката. Која возраст е сестрата беше? На 16 години. Така да голем пожар, тоа што го видов из утрината беше страотна гледка. Рековте во Кочанската болница, имаш каде беа во ходниците, по болниците, каде ги прима, имаше ли некаква организација, триажа, капацитет? Капацитет, станува збор за болница која што не знам колкав капацитет има. Сестра ми искрено беше примена на одделението за гинекологија, знам дека сите одделенија дека беа ставени во функција, дури беа викани и приватни матични доктори, кои што се дојдоа да помагаат. А лекувањето од сето тоа што го видов, стварно на докторите големо благодарам, дадоа целосна помош, подршка, за све што беше таму, али ако ви кажам дека видов над 100 повредени, во болницата, тоа мислам дека еден клинички центар во Скопје не може во еден момент од 5 минути да приме толкава бројка на повредени луѓе. Овде од ургентен ве информираат дека тука е сигурно, но не знаат каква е состојбата. Да, има списоци на повредени кои се во клинички центар во Скопје, некои се во ургентен, некои на клиника за пластична хирургија, има во другите болници да нашо контактираме, ама има луѓе кои што се уште не можат да се најдат кај се, дали дека се во безсознание или не знам, да не помислуваме на најлошото, се надевам на секого дека ќе го најдат својот близок и дека ќе биде здрав и жив на крајот на денот. Дали направите фотографии, дали можете да се поделите со јавноста, бидејќи многу малку знае јавноста што се случува? Не, па неблагодарно беше во тој момент да правам било какви фотографии или видео, тоа бе призорни сцени кои што верувам дека јавноста нема да сака да ги види. Бев веднаш 15-20 минути од како си има случај настанот во болницата, влегов, имаше луѓе, родители, сите си ги бараа своите деца, најголем дел млади луѓе. Успеавте ли да ја видите сестра ти додека ја транспортира овде или само добивте информација? Дали имавте контакт? Да, ја видов накратко. Свесна беше? Искрено сега голем шок, не можеше да комуницира, имаше изгореници по лицето, по рамењата. Ја транспортира со возило од Беровска брза помош до Скопскиот клинички центар. Стапивме во контакт со шоферот на брзата помош и така знаевме дека овдека сместени некој голем дел од луѓето не знаат да најдат каде се наоѓаат нивните блиски. Благодариме. Да, студио, како што можевме да слушнеме на вистина трогателна изјава од братот на една од повредените, како што рече 16 годишно девојче, меѓутоа и тие немаат прецизна информација каква е во моментот состојбата на девојчето. Тој е еден од десетиците овде блиски роднини и пријатели пред ургентниот центар кои, како што кажав, чекаат било каква информација да слушнат за нивните блиски, меѓутоа за жал има и фамилии кои немаат никаква информација дали нивните кои присуствувале на концертот синоќа во дискотеката во Кочани се овде на ургентен во старата градска болница во ГОП 8 септември или за жал се меѓу починатите, бидејќи како што кажавте 53 починати
и до овој момент според оние првични информации од Министерството за внатрешни работи. Како и роднините, пријателите и другарите на повредените кои се овде уште од ноќеска и рано изутрина, така и ние сме во исчекување на официјална информација од здравствено лице за да каже точната бројка до овој момент колку се хоспитализирани според оној список кој го спомена и братот на една од повредените со кој разговаравме пред малку. На тој список имало 34 лица пациенти кои се хоспитализирани овде на Карил, пред се на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија, но и на сите останати одели, бидејќи сите хируршки клиники овде во комплексот Мајка Тереза се ставени на располагање и целиот здравствен и лекарски капацитет се со цел да им помогнат и да им укажат неопходна помош на повредените во големата трагедија во дискотеката во Кочани. Студио? Да, Александар Динев, благодариме за овие информации. Еве, слушнавме од млад жител на Кочани сведоштва за она што се случувало во текот на ноќта, а ние повторно се враќаме во живо во Кочани со колешката Мирјана Давидовска. Таа има информации од човек кој што бил во дискотеката за време на пожарот. Мирјана, повели со информациите. Да, Иван, од човек кој што е татко на едно од децата кои што за среќа се извлекле од пожарот во дискотеката Пулс во Кучани. Разговарам со господинот Ивица. Ивица, што се случувало? Вашето дете се извлекло? Он се извлечел, да, ние спиевме, останавам да спие, ние излегувавме да видиме тука што со фирмата. Што се случувало? Кога ви јави, кои беа првите информации кои што пристигнаа до вас, како успел да се извлече, што се случувало? Тоа не можем ништо да кажам, Сабајле газдата ми звони, пошто не е тука он. Дојдов само да видам што како е, а син ми остана да спие, гледам после Сабајле видов дека на месенџер ми е пратил видео од пожарот и не се видовте со него? Не, остана да спие, не ќов да го будам. Не ни покажувавте видео. Да, имам видео што ми е пратил. Самиот момент што ви го испратил, се гледа дека буквално сите бегаат и врескаат од... Да, видеото е пратено во 15 може ли за 3. само да покажеме, се извинувам, во 2:46 утрово. Не знам, Иван, колку ќе успеете да видите од оваа снимка, но буквално се гледа како голем број на млади деца излегуваат од дискотеката и го снимаат пламенот кој што избувнал во самата дискотека, која што инаку се наоѓа овде веднаш зад мојот соговорник, но не можеме да пристапиме многу близко, ще се... Гледам, али што ташни од девојчиња, значи гледката е повеќе од страшно, не знам. Вас ви се јави сопственикот на локалот? Не, сопственикот на возилата, ние тука не е фирмата, да. Колку години има вашето дете? Која возрастна деца биле во дискотеката? Знаевте ли за овој концерт што се случувало овде? Појма немам, он синоќ. Ние бевме на гости синоќ, звони ми, пари ми потражи да оде на диско и... Која возраст е вашето дете? 17 години. Значи станува збор за малолетни, Па и малолетни и полнолетни. Сега што гледам на Фејсбук кои се деца фалат, има доста и полнолетни. Вие сте овде од Кучани, имате ли некоја информација повеќе ништо, за другите? Ништо од Спање, првото беше тоа. Кога останавме од Спање, на Фејсбук видов и за каков објект станува збор? Диско или пренаменето од дискотека? Дискотека е, да. Таа не е од сега, оддамна е таа дискотека, не е. Постојано функционира? Да, па и ние сме излавале како млади таму, не е од сега. Но соодветно обезбедување се? Да. Ама за жал. Но гледаме дека е доста тежок пристапот, буквално... Не, од позади е, влезла да, од влезот таа страна. официјален на дискотеката, да. Но буквално од сите страни, затоа има се уште и возила, буквално од сите страни. Да. Иван, како што можете да забележите, од овде се излекувале повредени лица кои што во моментот се нашле во дискотеката кога избувнал пожарот. Буквално од тоа што ние исто така успеавме да го видиме од другите видеа кои што веќе пристигнуваат до нас, се случило една големо стампедо и голем број од
лицата кои што биле присутни во дискотеката буквално настрадали и во самото стампедо во обид да се спасат, да се извлечат што поскоро од самата дискотека. Веќе некаде по 3 часот утрово почнуваат да пристигнуваат сите служби, пожарникарните возила, па и потоа и брзата помош, се со цел да побрзо интервенираат да се извлечат сите лица кои што биле во дискотеката. Ова беше едно кратко вклучување, ќе побарам повторно за некоја минута од сега, што пристигнаме пред полициската станица каде што изјава најави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Мирјана, ти благодарам за овие информации. Очекуваме за неколку минути со официјалната изјава на министерот Панче Тошковски пред полициската станица во Кочани. Нашите репортери разговара со доктор Серафимова, директорка на Кочанската болница, за состојбата на повредените кои се хоспитализирани таму. Според досега познатите информации, околу 30 лица се хоспитализирани во најблиската болница. Ја слушаме незината изјава. Хоспитализирани полесно повредени се околу 30-тина, а сите други пациенти се препратени до клинична болница Штип. Некои се таму задржани, другите се препратени до градска Свети Наум и 8 септември и 30 пациенти има на клиника. Така повеќе се изгореници со интоксикација од јазероден моноксид. Не се во живото загрозувачка состојба пациентите кај вас во болница? Кај нас во болницата не се во животно загрозувачка. Сите се препратени до Штип и до Скопје. Тоа беше изјавата на доктор Кристина Серафимова од Општата болница од Кочани, предходно од изјавата на жител на Кочани кој што сведочеше пред камерата на Сител. Слушнавме каква била мобилизацијата во оваа болница во Кочани. Знаеме за капацитетот на оваа болница, дека станува збор за мала болница, меѓутоа биле повикани на помош и сите матични лекари од општината кои што биле вклучени во интервенцијата за тоа што се работело за огромен број на повредени, ако според неофицијалните информации на МВР има 53 жртви од овој пожар, бројот на повредени е многу поголем. Видовме дека во клиничкиот центар во Скопје итни медицински екипи на итната медицинска помош од речиси сите градови пренесуваат повредени. Во пренесувањето и транспортот на повредени вклучена и хеликоптерската единица на Министерството за внатрешни работи. Покрај во Кочанската болница дел од повредените се сместени и во Штипската клиничка болница, но како што веќе информиравме од вклучувањето во живо на нашите колеги, 23 повредени има пренесено во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје, 28 според последните информации се пренесени и хоспитализирани на клиничкиот центар во Скопје и 13 повредени се примени и хоспитализирани во градската општа болница во Скопје. До овој момент она што го знаеме е дека огнот во дискотеката избувнал околу 3 часот по полноќ, при што огромен дел од млади лица кои биле гости во дискотеката, вкупен број од околу 1500 гости во овој објект во Кочани, тргнале да го напуштаат објектот. Имало и повик од изведувачите, граѓаните, гостите веднаш да го напуштат објектот, при што настанало и стампедо. Бројката која досега е позната е околу 53 лица кои го загубиле животот во пожарот и во стампедото кое настанало при излегувањето и евакуацијата од објектот. Како што кажа Иван, огромен број, десетици лица се веќе пренесени и во најблиската болница во Кочани, во Штипската болница и во клиниките во главниот град во Скопје. Транспортот се врши на различни начини. Се уште се очекуваат официјални информации околу причините поради кои дошло до пожарот, но она што за сега се знае, а што може да се види од снимките кои ги гледавме во текот на изминатиот 1 час колку што ја водиме оваа програма, пиротехнички средства биле употребувани во целиот сценски настап во овој објект, во оваа дискотека во Кочани. Предпоставките или првичните сознанија се дека несоодветната употреба на пиротехника придонела да дојде до избувнување на пожарот. На снимките може да се слушнат и пукотници, експлозија практично при настанувањето на пожарот, што е уште еден доказ или уште еден аргумент во прилог на овие сознанија дека пиротехниката практично предизвикала низа на експлозии, избувнување на оган, а потоа и трагично стампедо кое според досега познатите информации довело до загуба на повеќе од 50 животи. Се очекува во секој момент пред
Кочанската полициска станица да започне пресконференцијата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој треба и официјално да ги соопшти информациите кои полицијата ги има до овој момент. Ние го обезбедивме и ставот на јавното обвинителство во врска со досега преземените мерки. Да, од јавното обвинителство на Република Македонија информираа дека сите надлежни служби, вклучително јавен обвинител од основното јавно обвинителство Кочани, веќе се на терен. Бројот на жртви и повредени се утврдува, се уште се преземаат действија и се врши увид. Јавниот обвинител на Република Македонија, како и основните јавни обвинители на основното јавно обвинителство Скопје и на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, се на пат кон Кочани, на Кочанското обвинителство, како што информираат од Државното јавно обвинителство, ќе му бидат ставени на располагање сите капацитети на обвинителствата за итно постапување. Ова се првичните официјални информации кои што засега се објавуваат од страна на истражните органи во државата, како што спомена колешката Славица Арсова. Во секој момент се очекува од пред полициската станица во Кочани детални првични информации да изнесе и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Тој, како што веќе споменавме, Славица од рано утрото е на терен во Кочани, како што информираше Министерството за внатрешни работи, веќе се приведуваат сите оние лица кои што на било каков начин биле поврзани со организацијата на овој концерт во дискотеката Пулс во Кочани, во кој што според првичните информации се уште неофицијални од МВР најмалку 53 лица го загубија живот. Иван, имаше одредени повици на социјалните мрежи за помош практично на Кочанската болница, особено затоа што сепак се работи за болница со помали капацитети во однос на недостаток на кислород, недостаток на кебиња, недостаток на крв. Имаме ли некакви информации во врска со тоа до овој момент? Да, тие апели можевме да ги видиме на социјалните мрежи од жители на Кочани кои што веднаш по трагичниот настан се нашле во таа хаотична ситуација во Кочанската болница. Неблагодарно е да се зборува за искуствата кои што претходно сме ги имале со оваа болница, но верувам дека сите здравствени работници го дале својот максимум за да им помогнат на повредените. Сушност таква изјава слушнавме од братот на една од повредените во пожарот, кој што потврди дека сите со сите капацитети реагирале и се бореле да им помогнат на повредените. Биле побарани и матичните лекари од Кочани кои што требало да им помогнат на повредените и се вклучиле во целиот овој процес. Забележувам дека веќе го имаме колегата Даниел Василев на врска од пред клиничката болница во Штип, ако не грешам, ќе се вклучиме во живо за да ги слушнеме последните информации од него. Даниел, доколку сте подготвени, ве гледаме пред Штипската клиничка болница, гледаме и овде роднини, пријатели на повредените. Кои се официјалните информации од Штипската клиничка болница? Се јавувам од пред приемното амбулантно одделение во Штипската болница, каде што голем број на граѓани, роднини и родители на децата кои што настрадаа во пожарот во дискотеката во Кочани чекаат некаква информација за своите најмили. Она што засега можам да кажеме дека барем засега нема никаква официјална информација од Штипската болница. Се обидов да добијам некакви информации од директорот на болницата, како и од официјалните лица од службата за однос со јавност, меѓутоа рекоа дека барем засега немаат никакви официјални информации за да споделат со јавноста. Секако сме во очекување за да добиеме некаква информација. Она што неофицијално го знаме дека околу 60 луѓе се донесени тука и практично им се укажува помош. Мобилизиран е цел медицински персонал од Штип, дојдени се сите доктори, цел помошен персонал кој што се обидува да им помогне на повредените. Само да кажам дека пред малку тука дојде и градоначалникот на општина Штип, придружуван со неколку пратеници. Тука е координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски, меѓутоа ниту тие не сакаат да говорат јавно со оглед на тоа што чекаат да добијат информации. Она што можам да го забележам тука на терен е дека некаде околу 100-150 луѓе се тука во обид да дојдат до некаква информација за нивните најблиски. Има многу големо полициско присуство, пред малку пристигна 3 или 4 комбиња со припадници на специјалните единици. Иван, ние ќе останеме тука да почекаме за некакви официјални информации. Ова е засега се она што можам да го споделам.
Да, Даниел, според овие информации кои што ги сподели барем во моментов, овие неофицијални бројки потврдуваат дека најголем број од повредените по пожарот во дискотеката во Кочани се пренесени во Штипската клиничка болница. Тоа е некако и разбирливо со оглед на тоа дека ова е најголемата клиничка болница во близина на градот Кочани, како што информиравме претходно. Десетици повредени веќе се пренесени и хоспитализирани во хируршката болница во Свети Наум Охридски во Скопје, во клиничкиот центар во Скопје, како и во градската општа болница во Скопје. Неколку десетици повредени се хоспитализирани и во моментов се наоѓаат и во Кочанската болница. Повеќе наши екипи се на терен, секако многу повеќе и детални информации очекуваме во следните вклучувања во живо. Имаме вклучување веднаш штом биде подготвено јавувањето на колегите од Кочани, каде што се очекува пресконференција на министерот за внатрешни работи. Останете со програмата.